Научните истражувања на територијата каде што се протега Овчеполската котлина не се малку на број. Уште пред неколку векови во стари германски, француски, англиски и руски книги биле запишани информации за Овчеполието. Историските настани кои што се одвивале во овој простор, културните традиции, континуитетот на живеењето на човековиот род не сите познати ери и епохи потврдуваат дека засебниот простор со неговите посебни, разнообразно ретки и уникатни природни и културни карактеристики со право се нарекува Овчеполски регион. Записите од старите бугарски и српски книги од 19 и првата половина на 20 век ни даваат доволно информации за да разбереме дека и во тоа време немале директен увид во минатото од пред само неколку векови. Многуте додавања при обидите за пропагандна злоупотреба со историските факти и податоци допринеле за дополнителни забуни при читањето на одредени постари историски сведоштва, подосна и во нивното обработување. Причина за многуте устни преданија и митови и значително помалкуте запишани факти и податоци за Овчеполието се и честите миграции во, од и низ Овчеполската котлина. Климатските промени, болести, но исчезнувањето на старите книги од манастирите, црквите и старите училишта. Достапноста на дел од дигитализираните книги и списанија на научните институти, државните библиотеки од соседните земји, заедно со отворената светска интернет архива во која се наоѓаат скенирани книги и научни записи, кои што ретко може да се видат во домашните библиотеки, ни овозможуваат подлабок увид во минатото и значењето на големото и плодородно Овчеполие. Војните книги од соседните држави и повеќето војни кои се воделе во и околу овие простори сведочат и за стратегиското значење на Овчеполе. Научните проучувања на Овчеполската степа. Посебниот предел на овој дел од светот со карактеристики на степа со своји посебни климатски услови во кои што живеат ретки, дури и ендемски видови на растенија и живот. Потврдуваат и за природното значење на овој регион. Големата бројност на сончеви денови во годината, ветровите кои буквално оддуваат од сите страни и големите количини на вода под земја се богатства со кои располага Овчеполието. Доколку бидат разумно употребени, би овозможиле подобар живот и на соседните региони во Македонија. Природните ресурси се во огромни количества и треба да се внимава со плановите за експлоатирање преку начини кои би можеле да наштетат на земјоделието и природниот синџир во поднебјето.